Здраво, драги родители! Добре дојдовте на уште едно видео за свесното родителство. Денес ќе зборуваме за вториот дел од шестиот чекор на книгата на Шефалица Бари, Родителска карта. Овој чекор Шефали го именувала "Престанете родители со етикетирање на вашите деца". Кога станува збор за етикетирањето, Шефали им спомнува на родителите дека најчесто употребуваните етикети се добар или лош, и овие се сеопфатни етикети од кои што произлегуваат голем број на други етикети, например паметен, мрзлив, љубезен, злобен и така натаму. И како родители, кога ги етикетираме децата, веруваме дека доколку постојано ние им даваме повратни информации за нивното однесување, ние на некој начин ќе можеме да си ги обликуваме децата, да го обликуваме нивното однесување онака како што ние сакаме тие да бидат. Дел од ова Шефали и вели дека пишува во книгата дека е точно, дека е вистина, меѓутоа голем дел дека е лага. Ајде да зборуваме за вистината. Прво спомнува за делот од вистината, каде што на вистина фидбекот или повратните информации и како помагаат во обликувањето на однесувањето. Меѓутоа, кога се случува тоа, често пати работите стануваат лажни, стануваат незгодни. Како? Кога, например, доколку повратните информации ги дава личност која што е во своето его, значи кога тие информации произлегуваат од егото на тој кој што ги дава тие информации, тогаш таквата информација не може да биде дизајнирана за да го обликува однесувањето на детето, туку таквата информација ќе биде насочена кон контрола на однесувањето на детето. И затоа Шефали спомнува дека кога ги поголемиот број на етикетирања кон децата и како произлегуваат од нашето родителско его, значи во зависност од тоа како ние се чувствуваме во односот со детето, кога ние го гледаме однесувањето на нашето дете, значи како децата нас не прават да се чувствуваме преку нивното однесување. Например, ако ние сме му викале на нашето дете кога тоа ни донесло слаба оценка, сме го осудувале, ова реакција родителска потекнува од родителското его и навистина не соодветствува на суштината на детето. Значи не може да се однесува за детето, за неговите чувства. Зошто? Затоа што ние како родители во тој момент реагираме од нашата собствена перцепција за детето. Која е вистината? Значи, вистината е дека најчесто нашите деца ги етикетираме како добри, кога нивното однесување нас не прави да се чувствуваме добро. Што значи тоа? Тоа значи дека добрите деца, кои се? Тие се послушните, тие се успешните, сервилните деца и попустливите деца, односно децата кои што ни овозможуваат нашето родителско его да остане на пиедестал. Меѓутоа, ако подлабоко почнеме да ги анализираме овие етикетирања, сме подготвени едноставно да ние како родители да ги видиме нашите собствени его приврзаности на идентитетот родител, тогаш и како ние ќе можеме да забележиме дека во суштина овие добри деца, во наводници, таа ги нарекува добри деца, не се толку добри за родителскиот раст и развој, за неговото освестување во насока на свесност, значи за неговата трансформација во насока на свесност, затоа што овие добри деца го задржуваат нашето егоично упориште на едно место. Значи, добрите деца во суштина не можат да го придвижат родителот во насока на свесност. Родителот се наоѓа во комфортната зона и него му е убаво тука да остане, затоа што нема превирања на во неговиот дом, нема
некои застои, туку постои флуктуации кои што би предизвикале хаос во родителскиот дом, туку се наоѓа родителот во една состојба на комфорт, како што вели Шефали, значи енергијата е многу мирна и рамна линија. Е енергијата која што на некој начин не создава раст и развој на ниту на детето, ниту кај родителот. Меѓутоа, таа вели кога децата, што се случува со децата кои што ние ги етикетираме како лоши деца. Овие деца и текако додека од една страна можат како лоши деца кога ги етикетираме да ни го скршат нас родителското его и да предизвикаат еден хаос во родителскиот дом, во семејството, од друга страна та ги прашува родителите, што мислите? Токму овие деца можеби се навистина добрите деца. Зошто? Затоа што имаат потенцијал да го разбудат родителот, да го извадат од неговото родителско его. Значи, нашите етикети за добри и лоши, во суштина тие доаѓаат од каде? Доаѓаат од место каде што ние се чувствуваме во зависност од тоа дали се чувствуваме удобни со децата или се чувствуваме неудобно или пак непријатно во односот со нашите деца. И токму поради тоа овие етикети не се однесуваат на вистинската суштина на детето. Многу помалку се однесуваат за она што е детето во моментот пред нас. И токму поради тоа што во својата книга објаснува дека етикетирањето во реалноста на добри и лоши или било какви други етикети, ајде да ги земеме овие како главни, во суштина се само празни зборови кои што се извадени од контекст на нашите собствени его приврзаности. И затоа таа вели, спомнува, вистината е дека етикетирањето на нашите деца е тесно поврзано со нашите минати условености, со нашите верувања. Доколку ние, како родители, немаме волја, таа фундаментална вистина, да ја видиме, да ја согледаме, ние само ќе продолжиме да се ги етикетираме децата во нашиот живот и да мислиме, да се залажуваме дека ги водиме нашите деца во еден простор во кој што ќе се развиваат како морални, како етични суштества, а во суштина што правиме? Ние само ги носиме децата кон нашите желби, кон нашите патишта кои што се сосема различни, не му дозволуваме да дојде до израз суштината на детето. Затоа токму поради тоа таа дава еден пример, нејзин личен пример за нејзината ќерка и за неа, за нејзината ќерка Маја, кога имала 14 години и кога таа дефинитивно и дала одлука на нејзината мајка и кажала дека не сака повеќе да свири на клавир. Откако нејзината ќерка 7 години континуирано свира клавир и буквално таа најнаш прекинала откако неколку недели со ред, една недела одела, потоа прекинала да оди, така во рок од еден месец почнала да прави прекини да прави отсуства на часовите по клавир и најнаш еден ден кога била на училиште пред сите, таа и ја донесла нејзината одлука и спомнала на мајка дека не сака повеќе да оди на часови по клавир. И причината зошто Шефали овие примери ги дава за децата кои што ги напуштаат активностите или пак им пркосат на желбите на родителите е поради фактот што Шефали им објаснува на родителите дека овие одлуки кои што ги носат децата не се за да им пркосат на желбите на родителите, туку всушност тие представуваат еден акт на самостојност, еден акт на автономија од нивна страна, но кога тоа
кога сакала Шефали, значи да се спротивстави на одлуката, во моментот кога тоа и го соопштила нејзината ќерка за да прекине да свири клавир, на Шефали и дошло во тој момент една огромна потреба, значи објаснува таа состојба во која што се затекнала, да го нарече нејзиното однесување како лошо, како неодговорно, како негрижлива кон наставничката по клавир, и во тој момент едноставно Шефали сакала да почне да вика, да вреска на цел глас, да ја обвинува и да прави се што е во нејзина моќ само за да може да ја врати нејзината, значи одлуката на ќерката назад, да сака да повторно да свири клавир. Меѓутоа, зошто и се јавувала таа потреба? Таа им објаснува на родителите, затоа што таа сакала нејзината ќерка да свири клавир, исто како кога и таа како дете свирела клавир, меѓутоа таа сакала нејзината ќерка да биде уште подобра од неа. Меѓутоа, кога нејзиното дете се откажало, таа објаснува во книгата, моето срце се скрши тогаш во тој момент, но подобро да ви објаснам, ајде родители, таа пишува во книгата, јас да се искоригирам самата себе си. Моето срце не се скрши во тој момент, се скрши моето его. Зошто? Затоа што нејзиниот избор јас во тој момент си го зедов премногу лично, премногу буквално, и поради тоа јас само кажав дека моето срце се скрши. Во суштина што се случи? Моето его се обидуваше цело време да ме убеди. Кај мене се јавува мисли во мојата глава, кој што ми велеа, Шефали, ти си добар родител. И добриот родител не треба да дозволи да не биде во контрола во ова состојба во која што ти сега се наоѓаш со твоето дете, и затоа барај, Шефали, од твоето дете да ја исполни нејзината одговорност, а тоа е да биде одличен студент по клавир и точка. Друго не треба ти во овој момент да бараш. Но Шефали што објаснува? Шефали објаснува дека благодарение на нејзиниот пристап за свесно родителство, која што била длабоко навлезена, затоа што нејзината ќерка во тој период имала 14 години, а таа почнала да работи на свесно родителствување после третата година од животот на нејзиното дете. И таа вели, благодарение на сето тоа и поради тоа што имав пракса до одреден дел со голем број на родители, јас брзо успеав да се искоригирам во таа насока и да ги игнорирам манипулациите на моето его. Значи, причината и да ја изигнорирам причината заради која што моето родителско его постојано ме навлекуваше да одам во друга насока. Едноставно јас успеав во тој однос да се искоригирам, да дадам отпор на егоичните махинации на моето его, затоа што препознав во тој момент дека станува збор за нешто подлабоко, дека во суштина позади сето тоа однесување на моето дете се криеше друг благослов, се криеше една многу друга игра на нејзината суштина, а тоа било способноста на нејзиното дете да може да се ја слушни, да се слуша себе си, својата внатрешна моќ, да може да се обистини, да се отелотвори својата вистина за неа, за она што представува свирење клавир. Значи, таа и кажува на Шефали, и кажува на родителите додека јасноста на мојата ќерка упорно се спротивставувало на моето его и ми кажуваше дека јас треба да го напуштам своето его во таа насока. Зошто? Затоа што многу брзо сватив што беше најважно во тој момент. Најважно во тој момент беше исправниот раст и развој на моето дете. Беше почитување на детската вистина во таа насока.
И доколку јас како родител родителствував во тој момент по традиционалниот начин, работите ќе тргнеа во сосема друга насока, ќе ослободев една огромна осуда, ќе го изетикетирав детето со огромен број на етикети, дека е лоша, дека не е одговорна, дека е непослушна, и ќе се обидев да го направам моето дете да се чувствува многу виновно. Значи, мојот родителски товар едноставно ќе го ослободев врз собственото дете. Меѓутоа, Шефали не го направила тоа, и затоа, благодарение на свесното родителствување во кое што била навлезена подолго време, и затоа им објасна на родителите зборовите со кои што ги етикетираме нештата или етикетираме некого, во крајна линија тие се само празни зборови. Ништо друго. Тие се само празни зборови, затоа што тие не содржат никаква внатрешна вредност. И туку тие најчесто како се користат? Се користат за давање на стандарди кои што се различни од оној кој што ја дава осудата, тој кој што осудува. Значи, етикетирањето е создадено за да даде моќ на тој што суди. Како што го нарекува, ние влегуваме во улога на судија, тогаш, спрема нашите деца. Затоа што, зошто се празни зборови? Затоа што етикетите се извадени од контекст кој што е вграден во перцепцијата на тој што осудува. А која е улогата на свесниот родител? Улогата на свесниот родител е токму да може да ги слушне внатрешните чувства на ова што го кажува детето и едноставно да почувствува едно овластување родителот дека треба да му дозволи детето да може да си ги изразува своите чувства со јасност, затоа што тоа е најпотребното нешто кое што треба да го дозволи родителот за исправен раст и развој на детето. Значи, да можеме првенствено ние да си ги слушаме нашите копнежи и да можеме тие копнежи да си ги манифестираме во нашиот собствен живот, а не во животите на децата. И тоа е најголемиот поклон кој што ние можеме да си го направиме како родители со цел да одиме во насока на живот кој што ќе не води кон наша автентичност, кон одговорен живот и со тоа и кон еден одговорен и автентичен однос со нашите деца. Драги мои, тоа би било се за ова видео. Се надевам дека ви се допадна видеото. Имајте убав ден, се гледаме.